Благодарам. Од место може, нели? Колегата Левков има реплика. О, почитуван министер, многу очајно од вас. Многу очајно од вас. Но очајно. Најпрво, никого не сум навредил. Неспособноста е квалификација. Че ако вие сте неспособен да го водите економскиот тим, не значи дека сте лош човек. Вие можеби сте многу добар човек, едноставно не ве бива во тој сектор во кој што сте се зафатиле. И редно е да и кажете на граѓаните дека не сте способни. Ако плаќаат македонскиот бизнис двојно поскапа цена од онаа во Косово, вие не излеговте да ме демантирате, да кажете не се тие податоци од Евростат, не се точни, овие се точни. Вие тоа не го направивте. Вие излеговте и сакате мене да ме навредите со Миле снимателот. Зошто? Зошто сакате да ме навредите? Па јас секогаш сум спремен да ја известувам јавноста, и сега ја известувам јавноста. И ако има проблеми во јавниот сервис со известување, и вас ке ве снимам, јас немам проблеми со тоа. Јас ве замолив, ако сакате да не приоѓате на политиканство, меѓутоа реков нешто клучно на крајот, ќе ве разберам ако немате други аргументи. И затоа еве целосно ве разбирам и како човек, и како камерман, и како снимател, и како пратеник, целосно ве разбирам. Ама јас кога снимав, не кршев микрофони. Јас кога снимав, не летаа филџани, току цела македонска јавност виде како се однесувате кога немате аргументи. И тоа беше за продолжување на мандат на судии со закон за работни односи. Со закон за работни односи вие не се нафативте да ги унапредите состојбите во кои што се наоѓаат работниците. Вие не го сменивте законот за да ја подобрите ситуацијата во кои што се наоѓаат сите работници, работниците во трудово интензивните гранки. Не. Вие интервениравте во законот за да го продолжите мандатот на суди и на извршители. И тогаш кршевте, летаа филџани и го покажавте вистинското лице. И сега кога барате продолжување на кризната состојба, а излегувате и се обидувате да ме навредите, веруете, не можете да ме навредите мене толку колку што можете да и наштетите на македонската економија. Секогаш ќе бидам помалку навреден, што и да направите, од она што вие и тие околу вас и го правите на македонската економија. Она што мене се обидувате да ме навредите, вие секој ден го правите на македонските бизнисмени. Со секоја нова сметка за струја, тие се навредени од вас. Затоа што вас ви интересираат само провизии. И затоа нашите граѓани не можат да си ги платат сметките, затоа велам дека имаме неспособен тим. А при тоа не е никаква квалификација за вас. Вие можеби сте многу добар човек, можеби имате некои други квалитети, меѓутоа за оваа работа, за министер за економија, очигледно, според фактите од Државен завод за статистика, од Евростат, од сите релевантни информации, од сите релевантни извори, вие потврлате. Тоа се вика неспособност. И не е воопшто искажано како навреда. Жал ми е што не успеавте да одговорите на оние клучни прашања и пак ќе кажам, колку и да се обидувате да навредите, повеќе ги повредувате и македонската економија, и македонските граѓани, и македонските бизнисмени. За жал, секојдневно трпат штети поради вашиот однос. Меѓутоа, како да кажам, не сте виновни вие, виновни се можеби овде пратениците од парламентарното мнозинство кои што ви дозволуваат ваков однос да имате овде во собрание. Критика и до председателот на комисијата, кога се даваат прекари на пратеници, вие требаше да реагирате, меѓутоа ве разбирам и вас, не стигнавте да изреагирате, можеби не сте очекувале, можеби сметате дека тоа е исправно, меѓутоа не е добро и вие сте миле, можеби некој ќе ве смеша вас, можеби некој прекар ќе добиете и вие, така да лошо е кога веднаш до личното име ќе се стави било каков прекар и затоа министерот овде заслужуваше можеби мала опомена, а за ова што и го прави на економијата,
не знам, сметам дека треба да биде доблесен и сам да си даде оставка и конечно да се формира тим кој што ќе знае како се работи и ќе ги преземе вистинските чекори. Она што го најавив така излезе, министер спремен само за политиканство, без аргументи, без факти, празна дискусија. Единствените аргументи, бројки овде се изнесуваат од страна на опозицијата. Секогаш се повикував и секогаш го давав изворот на мојата информација и за на крајот на денот, и ако некој не верува во ова што го кажувам, ќе ви упатам, побарајте го стенограмот од излагањето на министерот, побарајте го стенограмот од моето излагање и ќе можете да споредите дека секој податок на кој што се повикав имаше и извор на кој што се повикувам, а она на што се повика министерот, за жал, беа само обид за навреди, односно, па не знаете ни да навредите, најверојатно како што не знаете ни да ја водите економијата. Бог нека ни е на помош.